кога зборуваме за астрономијата, тоа е една област која што верувам не интересира многумина и неретко сакаме да дознаеме нови нешта, да се едуцираме, а при тоа и да поставиме прашања кои од секогаш не интересирале. Овие прашања често ги упатуваме кон членовите на Скопското астрономско друштво и оние кои организираат настани и случувања како би се едуцирале и информирале на различни теми од областа на астрономијата. Но еден соодветен начин за да се дознае и да се научи е и во ведниот курс по астрономија кој што тие го организираат еден подолг временски период во различни датуми и еден нов таков воведен курс се најавува и овој месец, поточно на 9 март. Доколку ја имаме Мартина, би сакала да ја вклучиме и да дознаеме малку повеќе за овој воведен курс. Ја немаме во моментот, јас ќе го искористам во време, па ќе споменам дека токму во овој настан или на овој курс, она кое што тие го кажуваат е дека е едно учење преку забава и се разбира тоа и така треба да биде за да може да ги добиеме сите оние податоци, а при тоа да ги запамтиме на еден забавен начин, како би ни служеле и не би го заборавиле тоа, а се разбира да имаме можности да поставиме некои прашања на темите кои што ќе бидат во склоп на овој воведен курс. Меѓу другото, во многу минати изданија сме зборувале и со Радан Митровиќ, кој што исто така од Скопското астрономско друштво, добро познат на македонската јавност, кој често пати знае да ни даде едно вистинско објаснување, можеби за планетарните случувања, за небесните феномени и за она кое што се почесто го гледаме на небото. Тоа што беше актуелно и го имавме можност да го видиме на крајот на минатиот месец, во февруари или пред неколку дена, беше и планетарното порамнување, кое што беше еден редок небесен феномен и беше толкување и објаснување на еден различен начин, но ние ќе го сакаме можеби тој вистински начин или едно добро објаснување, но затоа потоа, она на кое што го ставаме акцентот во утринското будење, се разбира во ведниот курс по астрономија. Затоа имаме Мартина Савовска од Скопското астрономско друштво, веќе сме поврзани, јас ја гледам Мартина, верувам дека и добро ќе се слушнеме. Мартина, добро утро. Добро утро, Ивана, добро утро на сите гледачи на Телма. Благодарам за ова вклучување и за овие утрински минути со кои што ќе можеме или преку кои ќе можеме да дознаеме малку повеќе за тоа како овој пат или на 9 март се организира овој воведен курс по астрономија и што всушност се секогаш да речеме целта на ваквите курсови и веројатно зголемување на интересот кај оние кои што сакаат да бидат дел од истите. Така, баш така. Можам да кажам со речиси 100% сигурност дека можеби секој од нас во текот на нашиот живот има погледнато кон небото и се има запрашано а што е ова? Што е ова што светка таму? Дали е ова планета? Дали е ова звезда? Зашто се работи? Јас како би можела да дознам? Така што тоа е една љубопитност која што впрочем би не обединува сите нас во Скопското астрономско друштво. Ние сме организација која што нема, да речеме, едукативна позадина никој од нашите членови во астрономија. Меѓутоа сите ја носиме оваа љубопитност и се трудиме колку што можеме повеќе да дознаеме за се она што се случува околу нас на небото и да пробаме барем малку да ја згаснеме онаа жет која што ја имаме. Со голямо задоволство го најавувам во годинешниот воведен или почетен курс по астрономија, кој што го организираме секоја година. И како што гледам секоја година интересот се повеќе расте, особено кај помладите генерации, што е за нас една многу убава работа и ни е многу мило што успеваме на овој начин да ја прошириме нашата заедница. Оваа година курсот започнува на 9 март, а часовите ќе се одвиваат 2 пати неделно во 6:30 на просториите на ФЕЙД. Планирани се околу 10 модули, односно 10 часа, кои што ќе бидат на различни теми. Нашето патување го започнуваме со едно предавање за Сонце, кое што е доста интересно и кое што е почетокот на она што сакаме да го представиме за нашите курсисти. Продолжуваме со едно патување низ блиските, да речем, астрономски блиски објекти. Патуваме низ сончевиот систем, понатаму продолжуваме со предавања кои што се однесуваат на галаксиите, какви типови на галаксии има, во која галаксија ние се наоѓаме и слично.
доста интересни се и оние предавања за кои што немаме многу концизни информации научно, како научна заедница, кои што се однесуваат на почетокот и крајот на универзумот. Доста интерес има и за процесот на создавање на црни дупки, неутронски звезди, особено исто така кај младата популација. Како дел од курсот, она што го подготвуваме и посета во планетариум, бидејќи имаме доста теоретски часови кои што имаат за цел да добиеме некакво предзнаење, за да можеме да се насочиме кон она што е вистински од интерес за сите оние кои што доаѓаат, а тоа е наблюдувањето на ноќното небо. Планетариумот е, мислам дека првиот чекор каде што нашите курсисти почнуваат да ги разбираат и да ги препознаваат работите и да ги разгледуваат во контекст на оно што било кажано во текот на предавањето. Кулминацијата е нашето последно предавање, кое што е предавањето на терен. Ова предавање веќе има за цел да им даде доволно знаење на сите учесници да можат самите да речат: аха, јас мислам дека знам што е ова на небото. Можам да препознам дали се работи за звезда, дали се работи за планета, и да се отворат дополнителни прашања кои што претходно ги немале како интерес во умот. Така што, особено оваа година, исто така, сакаме повеќе осврт да ставиме и на процесот на астрофотографирање. Во нашето друштво има повеќе членови кои што се ентузијастични, кои што се занимаваат со оваа активност и би сакале како заедница да го пренесеме тој ентузијазам и тој интерес. Така што ќе имаме и предавање кои што ќе се однесува токму на ова. Во однос на астрофотографијата, како друштво ние имаме доста телескопи кои што за сите наши членови можат да ги употребуваат, така што доколку кај некој го пробудиме во интерес, секако се добре дојдени да почнат да се занимаваат со ова хоби, со нашите ресурси. Така што би сакала да со задоволство да го најавам почетокот на нашиот курс од следната недела, од 9 март, и се надеваме дека со оглед на темпото со кое што живееме, дека ќе успееме барем да го задржиме вниманието на сите оние кои што ќе дојдат додека се таму и да ги одговориме сите оние интересни прашања кои што од многу одамна сите нам не интересираат. Така, одлично и целосно објаснување, Мартина, ти благодарам. Нема потреба за дополнителни прашања што се однесува до самата програма и што се ќе биде дел од овој воведен курс по астрономија. Но еве во последните 2 минути од нашиот разговор ќе го искористам ова време да прашам кога сите оние кои се дел од курсот или во минатото и она кој што говори искуството досега, дали имаат некакво веќе познавање, иако е воведен и почетен курс и нормално доаѓаат да се запознаат и повеќе и да постават прашања, но колку имаат веќе некое почетно знаење и што е она кое најчесто ја разгорува љубопитноста, односно оние почести прашања кои што се упатени кон предавачите од Скопското астрономско друштво? Така, да кажам само дека за нашиот курс не е потребно никакво предзнаење, нема потреба од никакво познавање на физика, хемија или астрономија. Меѓутоа, изненадувачки тоа што голем дел од учесниците доаѓаат со некакво признање, бидејќи со оглед на достапноста на интернетот и достапноста на информациите, секако сите ние пробуваме на некаков начин да дознаеме нешто повеќе. Така што во однос на прашањата кои што најмногу се насочуваат кон предавачите, тоа не се прашања кои што се лесно достапни во смисла како факти, туку повеќе дискусиите кои што се разговаруваат и прашањата кои што се поставуваат се во однос на работите кои што ние не ги знаеме. Например, да речеме почетокот и крајот на универзумот или постоењето на некакви феномени кои што не се се уште докажани, и сите тие дискусии, да речам, на наше задоволство се доста информативни дури и за нас, така што на некој начин интеракцијата е обострана, бидејќи како што кажав и ние немаме официјална едукација во астрономија, така што ова е еден одличен начин на кој што и нашата заедница се зголемува и за кој што ни е многу мило.
Да, и се развива, верувам со тоа изголемување на бројот на оние кои што ќе сакаат да бидат дел од овој курс. Ти благодарам, Мартина, за утринското вклучување кое што брзо ни пројде, но ефикасно, се со цел да ги информираме гледачите и уште една покана до оние кои што сакаат на 9 март да бидат дел од овој курс или повеќе информации на страната на Скопското астрономско друштво. Ти посакувам убав ден, Мартина, успешен курс и организација на истиот во следната недела, се разбира, се гледаме во следна прилика на нови интересни теми од областа на астрономијата. Поздрав. Благодарам, Ивана. Поздрав.